Фотоглас е имено една од алатките, една платформа која што овозможува на сите оние како мене, кои што не сакаат да се повикуваат премногу на членови на закон, не сакаат да се повикуваат на законски права, туку на здрав разум и на здрава логика, дека ако вие имате огромна дупка до вас, дека тоа е опасност практично, дека сите не имаме право во оваа држава да живееме онака како што треба, односно да ги добиваме своите права врзано со здравата логика. Практично застапувањето и Фотоглас и некои други активистички иницијативи во кои што сум бил член го гледавме како креирање на мирен, тивок, ненасилен, но потенцијално многу опасен конфликт за оние кои што ги носат одлуките. Во таа ситуација, кога вие ќе креирате активистички една мала застапувачка платформа на ниво на мало или на нешто такво, кога ќе генерирате го дефинирате проблемот. Следствено на тоа предизвикувате реакција на луѓето за да се предизвика мобилизација и спремност на делување, тоа веќе оние кои што се директно надлежни за решавање на тој проблем, многу сериозно приметивме дека се зафаќаат, особено за оние проблеми кои што се препознаени на ниво на заедница. Во рамките на тоа така и настана Фотогласот, практично како една алатка која што се базира на уште еден полесен начин, значи луѓето да преку фотографија ги иницираат промените, меѓутоа и да доведат до препознавање на проблемот. Нели сите имаме фотографска меморија, памтиме многу повеќе слики од зборови, меѓутоа ни се врежуваат во умот. Фотоактивизмот во принцип е приказ на луѓето кои што гледаат со широко отворени очи, кои што ги препознаваат проблемите. Луѓето и тие се тие кои што се првиот чекор кон едно општо застапување. Значи оваа бандера голем број од луѓето ја гледаат, меѓутоа не доволно да ја препознаат како потенцијален проблем. Пазите, ова е во школа, каде што деца има 24 сата дневно, затоа што они учат до 4, потоа внатре играат, навечер играат фудбал затоа што има светло и така натаму. Она што е исто така опасност е дека уличното осветлување генерално сега, ја видов оваа фотографија, ја прекинува многу често нулата, не ја прекинува фазата, па вие во бандерите имате струја да убие човек, ама немате и преку ден, затоа што нулата е прекината. И таа група на луѓе, значи кои што ги веќе со фотографирањето практично и споделувањето, социјалните мрежи се гениални. Се гениални и многу добри за едно такво фотографско и видеоактивистичко делување, затоа што сите ние прво имаме во нашата заедница каде што живееме или во која што делуваме, без разлика дали зборуваме за некаква малска комјунити заедница или зборуваме за некаква таргетирана заедница на велосипедисти, голубари, активисти за човекови права. Фотографски работите кои што ги представуваме, луѓето ги перцепираат, ги запомнуваат. Меѓутоа кај нив се буди таа способност за делување повеќе препознан во Фотоглас. Да, ние на барањата кои што обично и тоа се дали се барања, дали се мини петиции со 5, 10, 15 потписа, не се повикуваат на некакви одлуки од законот. Не се повикуваат на некаква законска рамка дека оваа дупка според закон тој јавното претпријатие Нискоградба Битола нели е должно да не остава и така да. Ние можеме да напишеме еден ферман и да се повикаме на 1000 членови на законот, одлуки на советот и се друго. Прво треба да го најдеме тој што ги знае, ќе треба да помине недела дена од буричкање по материјали за да дојде до она. Меѓутоа една фотографија испратена е сосема доволно до разни надлежни, пазете, ние на граѓаните сакаме и преку Фотоглас сакаме на граѓаните да им возможиме самите да се борат за решавање на сопствените проблеми. Не да бидеме ние тие кои што ќе ги пишуваме писмата или ќе ги испраќаме фотографиите. Практично нема пишување писма, има фотографии. Земете ова, ако имате проблем во малото, многу проблеми така се решија. Имате фотографија во Девар, на пример, имавме ситуација каде што луѓе кои што се од делат фотографии на Facebook на зидот на градоначалникот. Имаше многу брза реакција, дури да тој ги моли да првично го информираат, да му ги праќаат него фотографиите во порака за да интервенира. Така да
поголема од било кој пишан збор. Она е експлицитна, јасна и директна, секоја фотографија. Ако пратите писмено барање, со текст, со текстуални некакви пораки, вас може да е една институција која што не е расположена да ви го реши проблемот, да на одредено мало и работа да не ги решава проблемите на граѓаните, туку сопствените. И сега они може тоа со денови, тоа може да трае и да ви вратат они 5 пати писмо и вие да одустанете од идејата. Меѓутоа, ако им праќате фотографија на проблем, на локација која што е препознатлива, дури да ние ги советуваме луѓето. Ако не знаете чива е надлежноста, пратете на сите. Пратете на општината, на комуналното претпријатие за локалните проблеми, пратете на Министерството за транспорт. Ако ништо друго по имејл, не кошта ништо, 1 минута работа е да се направи тоа. Меѓутоа, кога праќате фотографија, не може да ви вратат така просто. Не може да ви кажат, знаете, дупката е санирана, е во план за санирање или не е проблемот толку голем. Затоа што вие им покажувате. Практично, фотозастапувањето е сведување на таа база, на таа дебата на нивото на идиотот. Во кое што оној кој што е во институцијата е ставен пред свршен чин. Значи, он може или да го реши проблемот, или да не го реши проблемот, знаејќи свесно дека граѓаните веќе знаат дека тој е надлежен и дека веќе го препознале проблемот. Затоа што да тргнеме и од самите себе ако тргнеме. Многу често не препознаваме проблеми кои се пред нашите очи додека некој друг не ни ги покаже. Тргнеме од дома, дека ако нешто ни е криво, нашите брачни партнери или родители, ако правиме некој премногу голем хаос на што си направил, види на што личи ова и тогаш тој проблем станува ваш. Практично визуелната мобилизација која што доведува до застапување е многу битен елемент за да ја мобилизира јавност. Затоа што само тогаш ние ќе имаме успешна застапувачка платформа. Практично и преку фотоглас, меѓутоа и преку ова операција студентски дом, студентски град како беше, истиот принцип е. Зборуваме за потполно истиот принцип. Едноставно се користат современите комуникацијски и средства, меѓутоа и комуникацијски теории, да во еден даден момент вие правите една експлозија на визуелен материјал, експлозија на фотографии препознаени, кои што ја доведуваат јавноста во една состојба на делување. И тогаш најчесто тоа е оној момент на кога зборуваме за кога треба да се случи некаква општествена промена. Кога јавноста ќе се доведе во една состојба на широка свесност, дури и во нашата држава голем број од институциите решаваат да излезат во пресрет на тоа барање, затоа што тоа барање може да им се случи да од одреден мал проблем им излезе изгоре лончето, претече млекото.